Zato, dragi braća, da ги спомнеме тие мислења, кое е најголемо Аллахово и највозвишено име. Ибн Хаџар Аскалани во негова книга Фетхул Бари спомнува и напоменува дека околу тоа прашање има 14 мислења. 14 мислења. И секој од тоа мислење има свој аргумент и има свој доказ. Ние ќе спомнеме само неколку аргументи. И на крај ќе го земеме она претежно, што се вели на арапски каулу раџих, она најглавно мислење, кое е тоа највозвишено Аллахово име, со кое ако го замолиме, ќе ни се одзвие, ако го бараме, ќе ни даде. Пренесува Ибн Маџе и пренесува Абу Давуд од Енес ибн Малик ради Аллаху анху, дека пегамбер салаллаху алейхи ва селем беше во џамија. Па виде човек како клања. Откако исклања, да Аллах, човекот почна да го моли Аллах азза ва џел. Човекот почна да го моли на Аллах азза ва џел. Аллахумма inni as'aluka bi anna laka alhamd. La ilaha illa anta al-mannanu. بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. И пейгамбер салаллаху алейхи ва саллем рече: لقد دعا الله باسمه العظيم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Овој човек го замоли Аллах со величественото негово име, со кое име ако побара ќе му се даде, ако се замоли, ќе му се одзвира неговиот повик. И затоа оваа дова, драги браќа, овој хадис Шех Албани го оценил за сахих. Научи оваа дова и потоа изнеси твојата желба и твојата потреба пред Аллах азза ва џелле. Аллахумма inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'u as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. За оваа дова пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече, тој го замоли Аллах со величественото име. Ако побара ќе му се даде, ако замоли ќе му се одзвие. Друг хадис кој потврдува дека е најголемото, највеличественото Аллахово име е хадисот кој исто така го бележат асхабу сунен, значи Тирмизи, Абу Давуд, Несаи, Ибн Маџе. Шех Албани го оценил за добар хадис, прифатен хадис. Дека пегамбер салаллаху таала алейхи ва саллем го слушна еден човек како се моли и рече: Аллахума inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah la ilaha ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. И овој хадис е потврден од пегамбера салаллаху алейхи ва саллем, дека во него се наоѓа највозвишеното Аллахово име. Уште еднаш. Аллахума inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha ant al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Име со кое кога ќе го помолиш Аллах, му се обратиш со дова, Аллах ќе ти ја слушне твојата дова. Ќе ја удоволи твојата потреба. Ќе ти го даде она што го посакуваш. Голем број на исламски научници сметаат дека Аллахово најголемо и највозвишено име е Аллах. Вели Мухамед ибн Хасан, ученик на Абу Ханифе, дека Абу Ханифе рахимахуллах, Аллах да му се смилува, Абу Ханифе сметал дека најголемо Аллахово име е Аллах. И тоа е највозвишено име. Додека сите други останати имиња се вклопуваат и извираат од него. Па ако ќе рече Аллах ар-Рахман, Аллах ар-Рахим, Аллах ал-Карим, Аллах ал-Гафур, значи Аллах тоа е единствено Аллахово име и никој нема назив Аллах на овој свет освен Аллах азза ва џел. И тоа е најголемо, највозвишено име. И ова име во Куран е спомнато, Аллах е спомнато според Муъџам ал-Муфахрас,
е спомнато во 1957 места. Аллах. И Сулейман Алешкар, еден исламски научник, и тој и други смета дека најголемо, највозвишено Аллахово име е Аллах, бидејќи тоа е најповеќе споменато во Аллаховата книга Куран. Додека шех Насрудин Албани смета дека најголемо, највозвишено Аллахово име е Аллаху ла илаха илля الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. дека ова е најголемо, највозвишено Аллахово име. Аллаху ла илаха илля ант الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. дека ова е највозвишено Аллахово име. Ибн Хаџар рекол за овој хадис во кој се наведува ова реченица дека е најверодостојна. Додека шех Мухамед ибн Салих Усаймин рахимахуллах смета дека највозвишено, најголемо Аллахово име е Ал-Хай Ал-Кајум. Ал-Хай Ал-Кајум, бидејќи постои веродостоен хадис од пејгамбер Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем дека пејгамбер Мухамед саллаллаху рекол Исмуллахи ал-Аъзам фи 3 сура. Највозвишено, највеличествено, најголемо име со кое ќе го замолиш Аллах ќе се озвие, кога ќе му побараш, ќе ти даде, се наоѓа во 3 суриња. И овој хадис е веродостоен. Тоа е Аллаху ла илаха илля хуа ал-Хајјул Кајум, сура Бекара 255 ајет. Потоа почетокот на сура Алу Имран Алиф лам мим Аллаху ла илаха илля хуа ал-Хајјул Кајум. И сура Таха وعنت الوجوه للحي القيوم. Значи овој веродостоен хадис потврдува и нагласува дека најголемо, највозвишено Аллахово име е Ал-Хајјул Кајум. И затоа Мухамед ибн Салих Усаймин вели дека тоа е највозвишено Аллахово име според овој хадис. Дури во некои книги се напоменува и спомнува дека Иса алейхи салату ва салам ги оживувал умрените и ги лекувал лепрозните со ова име. Ја Хајју, ја Кајум, о ти кој си жив и ти кој си постојан. Од се тоа, драги браќа, што го спомнавме околу Аллаховото највозвишено и најголемо име, можеме да донесеме еден краток заклучок, едно кратко резиме. Дека сите исламски научници кои викаат дека најголемо име е ова она, сите се враќаат на Аллах. И со кое име да го замолиш Аллах азza ва џелле, Аллах те слуша. Дори има голем број на исламски научници како Бекр Бакилани и други научници кои сметаат дека нема разлика меѓу Аллах и Аллах. Сите Аллахови имиња се важни, се вредни, се значајни и со кое име да го замолиш Аллах азza ва џелле, Аллах азza ва џелле ќе ти го прими.